Додека Европската унија го започнува одбележувањето на неделата на биодиверзитетот, нас ни се случува уништување на природните ресурси во земјава и покрај насоките и силните заложби на унијата за постковид опоровување кој мора да се фокусира на зелен раст и развојно одржливо искористување на ресурсите со цел нивно зачувување и климатска акција, нашата реалност е сосема поинаква, се вели во реакцијата на Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, до кого дошли информации за пресушување на реките Дошница и Бошавица на планината Кожов заради изградба на мали хидроелектрани. Питката вода е наш богат ресурс, многу чувствителен на последиците од климатските промени. Токму затоа во моментов секоја река и поточе станува скапоцен ресурс кој мора да се чува. И покрај лошите проценки за питката вода во последните сценарија за климатските ризици на меѓувладиниот панел за климатски промени, деновиве сведочиме за последиците од изградба на мали хидроелектрани во земјата, кои предизвикуваат целосно пресушување на реките и замирање на биодиверзитетот и животот околу нив. Реката Бушавица извира кај планината Ожов и се влева во реката Вардар кај Демиркаписката клисура. Има многу притоки кои заедно се снабдуваат околните села со вода за пиење и наводнување. До Екосвест пристигна информација од група граѓани дека изградената мала хидроелектрана на оваа река пресушува голем дел од речното корито и влијае на пристапот на вода на локалното население. Бројни регулации се изградени во спротивност со добрата практика, тоа е последната регулација на притоките на Вардар, Дошница и Бошавица во близина на Гевгели и Демиркапја и предизвикуваат значителни негативни влијанија врз животната средина како губење на врската помеѓу површинските и подземните води, што се должи на губење на живеалишта во каналот на значајни промени на ерозија и таложење на талог во околните канали, како резултат на зацврстување на каналите, губење на заливните мочуришта и поврзаните биодиверзитети од изградба на насипи, зголемување и влезови на фини седименти поради протоците или губење на вегетацијата на бреговите и слично, се вели во реакцијата на Сдруженијето Екосвест. Затоа тие бараат од владата да се стави на висок приоритет здравјето и безбедноста на граѓаните и животната средина и да го планира економскиот развој исклучиво на одржливо и во насока на облажување на прилагодување кон климатските промени.